Така е, Александра, да се слушаме. Добро утро и од Кавадарци, од топлиот град. Ова утро започнуваме со разговорот по повод топлиот културен бран, кој што ова лето со оваа духовна храна ќе се хранат кавадарчани. Што и како ќе има во рамките на оваа манифестација Топол културен бран од Кавадарци? Ова утро разговараме со директорот на Домот на културата Иван Мазов Клима од Кавадарци, Владимир Тенков. Директоре, добро утро. Добро утро и благодарност што ме поканивте да бидам ваш гостин во ваша утринска програма. И веднаш да ти реплицирам, значи, овој Топол културен бран Министерство за култура и општините го измислија во овие топли и жешки денови да се разгладат малку граѓаните со култура. А културата е тоа што Кавадарци го носи во себе. И еве 10-та година поред Кавадарци и Министерство за култура, значи во рамките на овој Топол културен бран соработуваат со неколку проекти кои што се многу интересни и многу битни за развојот на културата во Кавадарци. Имено во Кавадарци ова вечер, значи почнуваме со еден многу добар концерт, многу убав концерт на трио Ексгија, во кој што ќе бидат поставени музицирање на традиционална македонска музика и преработки на истата, и така да граѓаните можат вечерва да уживаат во овој прекрасен концерт. Инаку, главен настан на Топлиот културен бран за Кавадарци е настанот кој ќе се одржи на 26 овој месец на градскиот плоштад, во 21 часот, а тоа е големиот концерт на камерниот оркестар од Битола, кој што за радост на граѓаните на Кавадарци ќе дојдат и ќе музицираат, ќе свират рок музика во симфо изведба. Околу 40 музичари кои што свират на класични музички инструменти ќе го исполнат градскиот плоштад со звуци кои што ќе ги разгладат кавадарчани. Очекувате ли голема присутност за оваа манифестација? Па самиот факт и самиот чин дека еден таков настан со голем број на музичари, значи околу 40 музичари ќе музицираат на плоштадот, и сето тоа ќе биде проследено со видео спотови од познатите рок легенди, од Queen, Тина Тарнер и се она што значи светска рок сцена, значи во изведба на овие музичари. Мислам дека градскиот плоштад ќе биде малечок да ги приме сите заинтересирани кавадарчани кои што еве во овие моменти не се на годишни одмори, останаа во Кавадарци и дел од своето време ќе го поменат во друштво со овие музичари. Кавадарчани докажаа, односно Кавадарци, а вие како главни организатори докажавте дека знаеме што е култура и знаеме како таа култура да ја манифестираме за оние кои што ги сакаат културните настани. Што уште ќе има и до кога трае Топлиот културен бран? Па вака да ви кажам, значи во овој прв блок од овој Топол културен бран уште и на 30 јули ќе имаме еден многу добар концерт на Страшо Темков и Ана Гацева, кој што ќе биде реализиран во градската галерија во Домот на културата и ќе се одбележи делот од гостувањето на Страшо Темков во Израел. Така да со тој концерт завршуваме првата етапа на Топлиот културен бран, кој што трае од 20 јули до 30 јули. Значи втората фаза на овој Топол културен бран е од 20 август до 30 август. И во овој дел главен концерт и главен настан ќе биде големиот џез фестивал кој што Кавадарци традиционално секоја година го одржува, со таа разлика што ова година тој џез фестивал ќе биде во скопот на меѓународната ликовна колонија Кавадарци, на која што морам да ви кажам дека и таа е дел од тој Топол културен бран. Ова ликовна колонија по 22 пат се одржува во Кавадарци. Ова година ќе биде најмасовната и најбројната, ќе учествуваат над 60 ликовни уметници, скоро од сите земји на Европа.
Колонијата ќе се одржи во прекрасниот простор на хотелот Уни Палас и во склопот на ликовната колонија ќе биде и джез фестивал, значи во тој ист простор во хотел Уни Палас 2. Значи тоа е оној простор каде што позад фабриката за производство на леп морејка на жито југ Кавадарци се наоѓа тој хотел. Таму во тој амбиент прекрасен ќе се одржи и ликовната колонија и овој феноменален джез фестивал, кој што ќе трае 2 дена, 25 и 26 август, и на кој што ќе музицираат околу 6 джез групи. Нели нормално како домаќини ќе бидат 2 джез групи од Кавадарци застапени, групата на Перо Ангелов Риба, заедно со професор Сашо Поповски од Джез Академијата од Штипскиот универзитет и уште не знам кој друг музичар со нив, нели ќе музицираат. Тоа е едната група и модерен джез квартет од Кавадарци, кој што нели учествуваат кавадаречки джез музичари, ќе бидат од страна на домаќини на овој фестивал. Инаку Гоце Стефковски, кој што истовремено е председател на Асоциацијата на джез музичари, кој што неодамна нели на ниво на Република Македонија се формира како здружение и кој што имаат задача да го промовираат джезот и придобивките од джезот. Значи септет Гоце Стефковски, исто така Тони Китановски, кој што е моментално декан на Штипскиот универзитет, джез одсекот за джез гитара. Тој со својот бенд ќе присуствува. Најавно не присуство на Модерен Селект група една од Белград и мислам дека околу 7-8 групи во двата фестивалски денови ќе продефилираат во Кавадарци на овој джез фестивал. Нели во склопот на топлиот културен бран ќе биде и затварањето на меѓународната ликовна колонија, кој што е составен дел на сите овие настани. И така веќе влеваме во подготовки Кавадарци, значи не застанува тука, влеваме во подготовки на големиот фестивал Тиквишки гроздове, кој што веќе за неколку дена се следува, тоа е 2, 3 и 4 септември, за да после тоа ни доаѓа 7 септември, денот на ослободувањето на Кавадарци, со големиот Тиквеш рок фестивал или Так-Так, познат по меѓународ Так-Так фестивалот. Тој ќе се одржи на 7 септември, веднаш по свечената седница на Општинското собрание. Така да Кавадарци целиот овој период живее во нели знакот на културата. Од духот на културата, да. Така е. Ќе ме навратам малку наназад. Ја спомнавте меѓународната ликовна колонија. Од каде секи има уметници во Кавадарци? Од кои се држави? Многу тешко е да ви ги набројувам, ама во главном се државите кои што ја окружуваат Македонија, значи тоа се државите од бившите ју простори, од Србија, од Црна Гора, од Хрватска, Словенија, па потоа од Бугарија. Ова година ни доаѓаат и од Грција нашите колеги, ликовни уметници, пријатели, од Албанија, од Турција. Имаме најава на неколку колеги кои што треба да дојдат од Полска. Па потоа имаме од Каиро, имаме 2 колешки, една од Тунис, од Азербејџан. Во главном, значи, колеги и ликовни уметници кои што творат на просторите на низ Европа и учествуваат на скоро на сите ликовни перформанси и избеднувања кои се случуваат. Кавадарци пред неколку години беше град на културата, но од тогаш наваму го задржа епитетот како град на културата со оглед на манифестациите кои се многу бројни и со оглед на сите оние настани кои ги организиравте. Дали оваа година ќе има повторно за кавадарчани кавадаречка културна есен, како што и самиот градоначалник знае да каже дека во летниот период кавадарчани се по нивите, по лојзињата и за време на есента тие се разладуваат со Тоа е традиција за Кавадарци и мислам дека Кавадарци е единствениот град во Република Македонија кој што има своја културна есен. И тоа не е само декларативна културна есен, значи манифестација која што трае скоро 60 денови
и во тие 60 денови поместени се над 60 настани. Што значи дека секој ден се случува некаква култура. Ама тоа не е случајно се, да, вие спомнавте дека Кавадарци прво не е туристички центар и многу малку од туристи навраќаат во Кавадарци, но затоа кавадарчини одат по одмори и во овој период, летен период, Кавадарци е празен или полупразен. Дел од граѓаните кои што не се заменети на годишни одмори се по своите домашни задачи, по нивите, обврски да ги има. И од тие причини ние не правиме кавадарчко културно лето, ама затоа го правиме таа културна есен која што или остана препознатлив белег на Кавадарци и еве 10 години поред успешно тоа го правиме со голем број на манифестации кои што нели даваат еден белег на Кавадарци како град на културата. Веќе после 6 години поминати од онаа година кога Кавадарци беше град на култура, ние веќе можеме сега слободно да разговараме за стил на живење. Значи, културата на Кавадарци и на кавадарчини му стана стил на живење и веќе никој не размислува и не брои колку настани се случува, него едноставно тоа му е секојдневен дел од денот, да по завршувањето на сите своји обврски, 1 саат од денот помини и со култура. Дали тоа ќе биде со еден добар концерт, со некоја добра изложба, или ќе биде со, не знам, некоја модна ревија, или концерт од фолковиот ансамбл, или театарска представа, или едно добро кино. Кавадарци е меѓу двата града кои што имаат 3D кино у Македонија, а прв е во Македонија кој што си направи свое кино со 3D проекција. Така да кавадарчани имаат секој ден можност 1 до 2 сати од денот да поминат во една од културните настани кои што ги организира градот Кавадарци. Пред некој период успешно ги регистриравме и представувањата на Кавадаречкиот театар на представата Викенд на мртовци. Како ја оценувате вие оваа представа? Забележавме масовен број на граѓани на сите и на премиерата и на сите репризи кои беа прикажани, која беше во соработка со Домот на културата Мирка Гинова од Демиркапија. Како ја забележувате оваа представа? А подоцна кажете ни каква е соработката со Домот на културата Мирка Гинова од Демиркапија? Значи, вака да ви кажам, значи, и оваа представа, како и сите други представи, значи, кавадарчката публика ги прифати со задоволство и со особено внимание. Се гледа дека кавадарчани се гладни за... Да, јас во овој момент не би ни сакал да одвојувам оваа представа од друга представа. Во целост, значи сите театарски представи кои што се поставуваат на сцената на Кавадарчкиот театар, сите се примени со воодушевување и сите представи со најмалку 10 репризи се издаваат, така да со фактот дека голем дел од глумците се аматери, кои што или се ученици или работат во некои други институции, така да чекајќи го нивното слободно време, за да можеме да направиме театарска представа или да направиме нова поставка на еден театар. Значи сето тоа ставајќи го факт и интересот кој што го побудува кај публиката. Побудува публиката, да. Значи, кога ќе го склопиме сето тоа, доаѓаме до еден заклучок дека Кавадарци е желен за театарски представи. Соработката со Домот на културата од Демиркапија ние на многу големо ниво, благодарение на она здружение на центри, домови и центри за култура на ниво на Република Македонија, на кој што бар еднаш во месецот имаме состаноци директорите и се договараме за соработки во културата и во сите други сегменти кои што ги работи институцијата од дотичниот град. Така да во недостаток на, пак ќе кажам, во недостаток на глумци кои што би добро одиграле една добра представа,
ова представа се договоривме да ја направиме во соработка со Домот на културата Демир Капија и 4 глумци беа гости на ова наша представа. Така да мислам дека оваквите проекти и соработките помеѓу блиските по километри градови и ставањето во функција на театрите и на едните граѓани и на другите граѓани од двата града е добра работа и мислам дека тоа како пример треба да го следат и другите соседски градови во Република Македонија, па да може да се ги прават заеднички и сите проекти. А секако дека ова е факт и оваквото здружување го одобрува и Министерство за култура, така да мислам дека во наредната година еден ваков проект би донесол и повеќе буџет за реализација на некоја друга театарска представа. Кога сме кај представите, директоре, неодамна кога кавадаречката култура беше презентирана во Драмскиот театар во Скопје, во разговор со директорот на Драмскиот театар, тој напомена дека од кога ќе прослават 70 години од постоењето на Драмскиот театар, можеби ќе гостуваат во Кавадарци со некоја нивна представа. Дали се очекува такво гостување? Да, сите тие гостувања ги оставаме за во делот на Кавадарчката културна есен. Поточно, кога ќе завршат сите овие наши активности со прославата на Тиквишкиот Гроздобар 7 септември и сите овие фестивали, септември месец ќе помине во духот на сето тоа, октомври, ноември и декември се месеци и денови за сите овие културни случувања и во театарската дејност, и во музичката дејност, ликовната дејност, па и во издавачката дејност. Така да поголемиот дел на гостувањата ќе се случат во октомври и ноември, не само на театарот, на Драмскиот театар. Кај нас ќе гостува и театарот Комедија, кај нас ќе гостува и Прилепскиот театар, и Струмичкиот театар. Че имаме многу театарски представи и можности од различни театарски куќи, така да че има избор, публиката во Кавадарци че има избор, да се избере што сака да види и кога сака да го види тоа сето. И од досегашниот разговор нашите гледачи можеа да забележат и покрај сите настани што ги кажавме дека во Кавадарци се организира доста голем број на настани. Како ја оценувате минатата година во која што беа организирани голем број на изложби, ликовни колони, представи, промоции и така натаму? Напорна, тешка и напорна. Со оглед на фактот дека Домот на културата Иван Мазаров има многу мал број на вработени, а во текот на годината се организирани околу 300 представи. Тешко и напорно е сето тоа да се изведе, но ентузијазмот кај вработените и желбата да се покаже што повеќе во културата го надминува сето тоа и мислам дека се уште можеме да се справуваме со културните настани и со малиот број на вработени. Колку за оваа година имате планирано активности за оваа 2016 и дали може би се очекува нешто за наредно? По планот и програмата која што ја усвои Советот на општина Кавадарци за 2016 година, бројот на настаните отприлика е сличниот, или малку поголем или малку помал како минатогодишниот, бидејќи голем дел од настаните кои што не се влезени во годишната програма, а се реализираат по барање на уметници, по барање на гледачи. Имаме многу, над 20% или 30% од настани мимо годишната програма се реализирани. Така да на крајот на годината кога ќе го правиме извештајот, ќе го знаеме и точниот број на реализирани настани, али од прилика темпото на работа е исто од прилика секоја година. Значи после 2010 година кога бевме град на култура и кога имавме над 400 настани, значи после тој настан, значи темпото падна на околу 300 на годишно ниво и секоја година тоа ниво се задржува, но напорите и вложувањето на вработените и јас како директор сега е да тие настани ги правиме со поголем квалитет, а малку квантитетот да го намалиме. И од тие причини не можам сега да зборувам за број или бројка на настани. Кога ќе ги сумираме резултатите на крајот на годината, ќе видиме што и како е. Но во секој случај сите наши напори водат кон презентирање на квалитетни културни настани на кавадаречката публика.
Кажавте дека има помал број на вработени од што е доволно за реализација на сите овие настани во Домот на културата. Како стоите со буџетот за реализација на ваквите настани? Благодарение на Советот на општина Кавадарци, градоначалникот, мислам дека сме единствен дом на културата во Република Македонија кој што е задоволен со својот буџет. Значи задоволен. За да го кажам тој збор треба стварно да имам доволно средства за да ги направам сите настани. И јас му благодарам на разбирањето на градоначалникот на Советот на општина Кавадарци и на Министерството за култура за одвојувањето на финансиски средства за реализирање на големиот дел на културни настани кои што сме се зацртани во годишната програма. Неминовно овде се наметнува и прашањето како стоите со соработката со Министерството за култура на Република Македонија. Ги поддржуваат ли, има ли голем број на настани кои се поддржани од страна на Министерството? Да. Значи, ретка можност е некој да се пофали да каже дека ги поддржува. Да. Значи, последните неколку години Министерството за култура добри средства одвојува за програми кои што препознава во нив националност, значи кои што се од национален интерес, од национален карактер, кои што имаат сериозност во својот пристап и во својата работа и нормално ги поддржува со такви финансиски средства. Истина е еден од домовите на културата кои што има малку повеќе добиено такви проекти. Мислам дека тоа е благодарение на нашата сериозност и на професионалност во работењето. Како што кажавте, директоре, топлиот културен бран во Кавадарци ќе се одржува во 2 етапи. Еве ова нека биде можност да ги поканиме сите кавадарчани кои се во можност да присуствуваат на овие манифестации. Да, значи уште вечерва во 20 часот во Домот на културата ги покануваме да бидат на овој многу добар и убав концерт на трио XG и сите други настани кои што следуваат, значи да ги проследат, нели претходно што ги набројавме. Ова е јавна покана за сите кавадарчани да дојдат на градскиот площад на 26 и да го видат спектакуларниот настап на камерниот оркестар на Битола. Ви благодарам на разговорот што го реализиравме во рамки на утринската емисија. Ви посакуваме многу успех во понатамошната работа и секако на гостопримството со кое не удостоивте да ја реализираме оваа емисија кај вас во вашиот кабинет. И јас ви благодарам вас на вашето залагање за навремено информирање за се она што се случува во областа на културата во Кавадарци. Значи, впрочем, вие и наназад годините, значи, информирате за културните настани. Се надам дека тоа ќе биде пракса и во наредните денови и наредните месеци и уште еднаш благодарност до телевизија К1. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. За оние кои подоцна се вклучија, ова беше разговорот со директорот на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, Владимир Темков. А студио, доколку немате прашања, јас би се одјавила.